Здраво, живо поздрав од ресторан Куманово СПА. Мислам дека е 127 емисија поред. Не ме држите за збор. Денес имам големо част и задоволство да правя емисија со еднога нашата големога спортскога великана, стварно човек кој е многу дае за град Куманово и Македонија, наш познат олимпијац, наш шампион и све други карактеристики, а наши ваш гост е Бранимир Јовановски. Бране, здраво живо, како си? Здраво. Добро. Фала ти, Мацко, на покану. Да, Кумановски ги... Ово е прво интервју кој го давам на Кумановски и може грешам. Добро. И ја им се извинявам на мои сограѓани ако случајно улети некој македонски збор или нешто слично, ништо намерно. Еве, гледаме навдека на стал имамо прегаш признанија, благодарнице, пофалнице, медаља олимписка, све живо што е могаја Бране да освои и да ги покушаме тек на емисија све да покажеме, да презентираме, затоа што овдека има стварно фасцинатни резултати и Кумановци нека види дека имаме еднога големога шампиона. Колку ти значи на тебе сви овие признанија? Без лажна скромност, стварно пуно ми значи. Ја мислам дека сви спортисти ќе појдев да го сануев сан спортски, пред нима одма се јавја олимписка медаља. Тоа е некако круна на спорт. И цело време се, вложувам напори тренажни, такмичарски, да некако се дојде до шансу да се впуштиш у борбу за освојување таков медал, а свакако и после одреден период и да се деси стварно таква борба. И се стекна време, попатно се собирав многу трофеи. Неминовно е за успешно спортистот да освои пуно медаље и особено спорт кој знае да трае пуно години, како што е мој спорт стрелаштво. И јас сум стрелаштво активно такмичие повише од 30 години и ето и мај сум среќен да биде еден од врвни спортисти кои су имале големи спортски успеси на сви нивоа на надпребарување, значи од светски купови, интернационални првенства на одредени држави, преко европски светски првенства и олимписки игри. Ако само кажу дека во моју кариеру сум настапија на 9 светски првенства, на 11 европски првенства, на 4 паралимписки игри, на многу светски купови и ете, оние што ги познавам мои спортски вредности и квалитети, неминовно очекував да имам барем по една медаља од сви. Така да укупан биланс на сви тие медаљи е негде околу 50 медаљи од меѓународни првенства, домашни не ги бројимо, а све тоа по друга страна придонесува кон одредени титули, признанија у вид на разни плакете, пехари и разни други признанија, така да ја еш увек не може да го направам моју спортску колекцiju некако сажето, библиографски или некако тако. Јас се надам дека ти ќе успееш во твоја емисија нешто да подредиш. Тако е, Бране, али ми да не го нарушиме протокол на емисија, обичаено идемо да ни кажеш ти каде си роден, а еве го овај слика, од овде ќе го почнеме емисија. Ти си роден во Куманово, кој дел? Да, јас сум роден во Куманово, негде около Пазарче, Бифедол сме биле под Кирију, тага сме седеле, мои родители. Дедо ми и баба ми од татково ми страна су седеле Каршизик со старо куќу тага, а дедо ми и баба ми од мајкино страна су седеле на Салтернумом, на куде Соколано. Ами некако во средину измеѓу тие две места, све док не сме го направиле куќу каде што сега живу. 1967 година сме се уселиле на Страшко Симонов, диво населје га викав, нели? Тоа е каде мини маркетот превика. Изнад мини маркет, втора куќа од лево страна. И таму сам цело време до денес. Фактички ти си таму израснае. Да. Како е било детство, бар оној прв дел кој што си се родија, па после ќе збориме за детство оној каде мини маркет. Тоа не е имало многу. Па ја тој детство искрено каде доле каде Бифедол баш и не га памту, пошто сум бија страшно мал, викав дека деца памтим негде од 6 години па на наамо, оно е претходно. Меѓутоа, покажување на мои родители и некои кадри, некои слики кои ми доваѓа во главу, добар дел ја од тој моје детство сам го провеа по болница. Јас често пута знам да кажу дека сам породија 2 пута. Една пута на 10 месеца како бебе
Па на 11-месечна возраст ми се дешава детска парализа, заболуи се од детско парализу, која ми ги одземала долни екстремитети комплетно. И после тој многу медицински третмани, што у Скопје на рехабилитација, што у Београд на Бањицу. Например, у Београд на Бањицу сам бија негде повише од 6 месеца континуитет, негде меѓу моју прву и втору годину. И една анегдота од тоа е кад ме довеле после овдека у Куманово, јас сум уствари прозборија на српски. Пошто ние деца у тој период прозборија се на српски и бија сам ги доста интересантен и на роднини и на комшије туе каде што сме живееле, пошто сам зборија цел време на српски. И тој период на лечење трае доста длго. Поред тоа што сам бие лечен туе у Македонија, у Србија, исто така у Бугарија, па свако лето повише неделен рехабилитацијски третман у Опатију, у Ика, Ичичи. Така да, негде на 5 години, иако прогнозе на доктори биле дека ќе остану цел живот у количке, на 5 годишна возраст сам повторно продија, имам на слика туја со штаки куде су ми први чекори. И тој баш таму у Опатију. Ево, кој сега прво да ни кажеш овдека малку овој рокерска слика. Да. Каде е овој? Тоа е Опатија Ика, тоа е на плато пред море, пред спуштање доле на плажу. И не знам, ово кој ме облекли родители, ако е нешто виновно на сликото за родители, мене ми е многу драга. Ете, малку наличуju на рокера, можеби на панкера, у оној време со онакој широчко, мајичко, блузичке. Знам дека сам бие милениче на цел персонал таму што бија на оние сестре у Опатију, да, на овој, така да имам многу слики с нима. Еве друга слика од Опатију, веројатно овој или не? Да, туј сам малце помал, годину-две можеби помал, тој е на исто место, али некој годину помал, а оваа слика овдека ми е прва слика, момент кад сам се разболеа с овој, кажи га, с мајко ми, прв третман у болницу. Еве да го покажеме тој слику. Да, тој сам овдека, на крај лево држевме руке. Тој се тие моменти на, некој моју животну трагедија. Нешто што ми га е веројатно изменило комплетно животната. Родители се биле многу храбри и Да, треба да се заблагодарува апсолутно особено на грижу на мајко ми, која без оглед на сви прогнози кои су биле на лекари, а не биле баш позитивни, она се е трудила цело време да ме лечи. Тоа е веројатно оној силан мајчински инстинкт да помогне колку е можно повише, пошто не ни било едноставно оној време, може да замислите 62 до 64-5 годину, какви су биле, да кажем, автобуски линии Куманово-Скопје, без некој посериозно организиран внатрешен сообраќај у Скопје. Не требало од автокоманду ТГ кои што се стојале на улаз на Скопје автобуси до Козле да се снајде некако да отиде КЦ автобуси, зима, снег, лето, дете, штаки, ортозе. Не било едноставно, али голема благодарност. Мислам дека оној дел од свое здравје га има уништено баш на тој што ga е посветила живот на моје лечење и она за жал почина многу младо. Еве га овој. Да, тој сам се постару сестру од леву страну и едно девојче кое ми било другарче. Може ли малку збора да позбориме спомнагу и мајку ти, татка ти, еве? Тоа се ми родители. Татко ми се викаја Драгутин. Куде се работале? Јовановски, работаја у Шамницеви, бие руководец на машину на малу пругу. Оние што се работали у Шамницеви знаат точно што и куде е тоа, а мајка ми е била текстилни работник, она е работала у Кирофетак. Ти кажа се пред емисија, ја не сум знае, татко ти бие темпераментен во кој борец. Па да, негово друштво такој кажува. Јаки момци што викава. Такој кажува негово друштво. Гуте Буџио, знаев го, веројатно Кумановци, постари Кумановци сигурно го знаев. Еве га ваш татко с тебе. Да, тој сум ја и он за време на некои од тие мои детски години. Али оваа слика е доста интересантна, не знам, пишува дека кој годину е, пред Соколано. Па да, тоа е... Еве го, наша прекрасна зграда Соколана. Тоа су... По зборови на мајко ми, на татка ми, таму се одржувале, нели, тие матинеа, игранке, да. Они како, она још кад била млада у тие школски денови су искачале туе, пошто е седела 3 улице подоле од Соколано, туе е родена. Туе е живеала на Салтир Наумов.
и често су скачале, често се шетале таму околу тој дел. И ете една слика останала. Има и други, не ги понесе таму пред Соколано, кои се оние, например, таму негде за Прочко, нели се менјасва носие, па се облачасва у ромски носие, у народни носие и така дале. Има една слика симпатична која ете, не се го по неја, каде она е слика на пред Соколано у ромско носие. Еве, Да, тој кога су биле дечко и девојка, Беќари девојка што играат. Беќари девојка. У тоа време фотографии су биле страшно инспирирани, претпоставljam, с некои филмски моменти, ефекти. Еве, овој сигурно на нима не ги е текнало да слика, овој него некој ги е наместие. А можда ги е текнало, Стварно појме не. инспирација. Тоа е негде на море, риека, врску немам негде. Знам дека како дете стално сме биле по некои мориња од хрватско приморје, црногорско приморје, преку бугарско, преку грчко приморје. Тоа се некои дънови на фино детство. Еве, Бране, ти го спомнаа на фотографија кад се ти застанае на ноге. Да, тоа е моје второ проодување на 5 години. Да. Кој како мене. Само постапајќи биле веројатно поголеми, претпоставljam. Тоа е слика од Дубровник. Да. Тој веќе имам 12 години, чини ми се. Обично кад сме ишле по одмори, доста смо проваѓале оно кој шетале. Се еви следеќа слика, она е поред фонтану познато на Страдун у Дубровник. Чувени Дубровник. Да, исто тако и тај од таму и Убав таму град. има још една слика каде рано голубчиња, исто тако и на едно од тие платоа. Иначе сви тие горе градови на горни дел на Хрватско, исто тако сме ги доста Риека, Пула, Опатија на времето. Тие две слики су ми за друго интересантни една по друга. Та е првата горна, прво претходна ако може. Еве, ова е некоја баба. Не е баба, тоа е сестра ми постара, тоа е баш за Прочко сликано, нели, оно што имамо у селски носие кад се сликав, али интересно овдека сам јас седмо оделение. И еве едно главу сам понисак од моју постару сестру, а на следеќу слику сам прво годину гимназију и сам ја едно главу повисок од њума. Да. Овој колку сам израснаја за тој годину и пол отприлике и овој е још моја помала сестра Сладјана, постара сестра Билјана и овој е едно наше кумашинче од Австралија. Овој прилику ги поздравјам нима. Да, исто голем поздрав до мои сестре. Се Бране, да ни кажеш, многу е било интересно детство каде мини маркет, јас сам таму исто раснаја. Многу се играле деца надвор, више се удомјена на спортови, голема, мала, тоа каде чик 3 зграде и цело не било динамично. Да, апсолутно. Оно што за жал денес ги фали на наши унуци, деца, тој беше време, некакво безгрижно време. Нема смо много, али знае смо и тој малку што го имамо да уживам у njega. Прашњави улице, још увек калдрма. Јас се сеќам нашу улицу Страшко Симонов, наше делче нагоре го асфалтирава негде 76-7 година. Значи до тога, а ми сме уселени 67. Значи 10 години сме живеале на тој калдрму. Поно идење школу, па бришење на ципелчиња пред кога ќе скочиш на асфалт, нели, за да не отидеш кал ниву школу. Беше доволно да искочиме у двор, да ставиме пет у земју, да извртиме дупчи, да играмо соде цело поплатне. Значи како джелик, две парчиња стап и едно дрво ни требаше за да... Значи наваѓале смо толку многу игри, толку многу безгрижност у тие моменти да е тој чудно и мене ми е навистина жал што денешни деца су осудени на интернет, игре, таблети, компјутери, не знам што, кое нормално после па проузрокува одредени други аномалии, за жал негативни однос на губење на вид, на сколиозе, на кифози. Па чак и на асоциализацiju, све тоа. Апсолутно, апсолутно. Туј у тој мало имаше еден Додо Турчин, па имаше еден Бац, он се оцели у Шпанију. Пуно луѓе се по име не може се сету, али имало е многу млади деца кои су биле цело надвор. Да, јас сам бијал у горни дел ми се деле смо на горни и долно мало, нели? Да, да. Така да некад знаесмо и да се сретнемо и у малку оштри ситуација с долно малци овие што се околу тие зграде што ги спомнасте около Чик. Мене од тој детство од комшие, Аце ми е бија еден, он работеше у Чик благо време прецизно механику, не знам се каде работи. Саше Мешко,
Даце Кабат почина Бог да го прости пред годину дена. Друг Сашо Водовоца што работи, Зоки кој е сега професор по психологија на Педагошка академија, Томе, значи тоа е било тој Заре, исто така почина едно време бубњар беше. Заре оно пошто ни работи. Заре пошто што работеше, да. Тоа е отприлике тој друштво од детски ден. Томе беше он беше у војско морнарица, например беше кажувај од Сплит. Ali njega nisam ga vidio davno stvarno. Tome ima kamioni, vozi po zapadnu Evropu i poviše vreme je tamo. Da. Evo, Brane, da ne gi zabravimo ove slike da gi pokažemo. Ovo su bitni momenti od... To je svadba na moju postaru sestru. Ja sam imao toga 17 godine. To je 77 godine, ma 16 godine. Na onu dolnu sliku smo mala slikička, smo mi trojica. Ja, sestra mi i двете сестри. Ти се запишуваш у Вукараđić школа, така ли? Вукараđić, да. Основно сви smo završili trojica u Vukarađić. Koja ti je bila učitelka? Rodna. Učitelka rodna i pošto sam ja levучар, levak, kako vikav Kumanovski, za levучар, čovjek levak, znam дека učitelka rodna je skашила 2 ленjera drveni, samo da me научи да пишува с десно руку. Така да јас сам левак кој пишува с десно руку. Две работи во живот работу с десно руку, пишувам с десно руку и пуцам с десно руку. Од две причини. Прва причина е учителка родна, а втора причина е што у тој време немаше лев ракохват на пиштолј, јас сам мораја да почну да тренирам и да пуцам с такав. Денеска имам, али никад лев рукохват, ама никад не сам пробаја да пуцам с него, пошто можда би ми било криво ако веќе левак с десен рукохват е направио волку трофеи, што би се десило ако левак с лев рукохват би пуцаја, и тој прашање реши да го остави неодговорено. Учителка родна е била добар педагог као сви у тој време. Да. Имало ред дисциплина у школу, тој морало така да биде. Па мене ме запишале мои с непуни 6 години у школу. Ја фактички сам пошио у школу, пошто сам роден на 29 јули. Пошли сам у школу на 6 години и 1 месец и 3 месеца су ме водиле без упис у книги за да видим дали интелектуално ќе можу да го прату наставу у школу. Тек кад виделе дека ги имам капацитет, зашто мајка ми знала дека ќе треба да иду после некоја операција и дека е можно да изгубу некоju годину од школство ради операцију. И запишали ме на годину порано. Уствари ја никад не изгуби годину, така да пред напунените 18 години заврши гимназију, запишава се на факултет, така дајте. Од основна школа не памтиш некој да спомнеш другари кога се учи у школа? Да, и многу колеги имам, туја некои слики ќе ги покажемо од школу. Па не знам, с некој од нима сам учија, бога ми, и основно и гимназију после тој. Туј су биле Чале, Мирјанчо, Ика, Нада, Лидија, значи многу с кои смо после на некој начин продолжили и у средно училиште. Чак с неколку од нима сам бија и у исти клас. Али интересантно, во класи бија доста голем, пуно деца се били у школа. Да, 34-5 деца отприлике. Раде по-руски ни беше класен раководител. У Вукараđić. Ту сте си играли набор у двор. Да. Од прво до четврта година уча сме у стар дел на школу. Онај што е сега албанска... Да, што е напред макови купцина. Да, после се направи онај голема зграда, позади нова зграда, и од пето оделение се префрлимо да учимо у Еве га Раде што го збориме, да. Класен Раде. После додевале нови ученици или останавте исти од прво... Неколку ученика дојдева нови. Генерално цело оделение ГРО отиде заедно у пето оделение. Од учителку што бема од родно. Еве тој су баш пред с учителку родно, има туја некоја мала. Ово е веќе сме у гимназију на тој слику. С Благоја Крстич, математичар, професор по математику. Јас сум овдека. Може да кажеш кои се овие другари овдека? Па ово е Цветанка прво дека. Ово е Насер Раими, он беше нешто подпредседател на општина, а сега е професор на факултет, на земјоделски факултет. Мишко, Мирјанчо, Љубе Петровски, Лиле, ја, Сладјана,
Цветковски Иван од ОПА е мојот другарче, кој сега тој е Војчо, живи у Скопје, вози такси, не знам што би називам, Владанка, на нашега познатог уметника, сопруга, којто уште Тане, Наде, доктор га вика смо, ти работи, ама работи администрација, Војчо Павловски, работи администрација у болницу. Кој ви бија класен во гимназија? По-руски. Руски, исто. Да, мене некако ми се падна да... И основна и средња школа Да. по руски език. Еве го друга фотографија. Да. Да, тој смо веќе ја мислам дека тој треća или четврта година. Главно сте биле добар клас и мало пуно одлични ученици. Да. Еве, една од нима, ја го изведе на матуру, е Ѓулистана Јумеровска, Марковска. сега Марковска, да. Она е исто било с нас. Има доста познати ликови кои су биле Да, гимназија дава одлични кадри на ученици, тоа е факт. И се кажи ми, дали у основна школа или у гимназија се јавија кој тебе афинитет за стрелјаштво и како се тој деси? Не, тоа е една чудна приказна. Ја у основну школу играше шах. Беше еден од подобри шахисти. Тоа ми беше некаква преокупација. Шах ме научи да играм татко ми на мои 5-6 години и дедо ми. И с ним играше и често ги победуваше другари на татка ми, он играше на чоканчиња ракију. Ја уствари му печалеше на njega некој. Да. И оној, мислам, он ги зезаше другари дека еве едно дете од 6 години како ќе ви сплеска. И можда би бија надежан шахист, ама негде таму на мои 13 години престана да се баву активно. Тој почна многу да сануи шаховски фигури, полињи, некои комбинаторики. Продолжи да играм пинг-понг и длги години сам играе пинг-понг, дури тие гимназиски години играше и заедно с мои двојица школски колеги у еден клуб Нитаку. Тага општинска лига имаше 8 или 10 клуба пинг-понг, нешто што беше богатство. Имаше спорт на локално ниво, у повише спортови. Значи, многу клубови у повише спортови на локално ниво и деца има се стварно куде и млади, стварно куде да отидем и да на некој начин насочено го губи своје време и го троши енергија. За разлика од денески кад су повише пред компјутери, кад седи асоцијативно и овој губи време без везе, тага можеше да спортуе. Чак бемо и општински шампиони у Тега се пинг-понг. бране пинг-понг у Пионерски бија активен, така ли? Пионерски беше еден од клубови и еден од центар каде што се игра. Ми игра смо у гимназију, игра смо у извиднички дом, имаше астал, нели, Тој пинг-понг. доле испод банку, Испод банку, да, сок на времето што беше испод њума. Игра смо по дворови, ја за жал не понесе слику куде АПШ-ка Љубета доле у Башче, има своји Наде Грице, бабица, мајка му и татко му, фудбалски судија Џоко, АПШ-к. Они има таму некој имање, се куќу направива на тој место, пошто ним куќе ги беше баш на улаз на паркинг на Дом на културу. И кога направива Дом на културу, у циганско сокаче на почеток од леву страну, тие куќе први бева на АПШ-ци. Перо АПШ, Ѓоко. Цане АПШ имаше, да? Да, после нима беше Цане, на чија до татко. И Таа е позната фамилија. Јас сум АПШ, таму да. израснаја како гимназија. Тие су можеби најубави данови од младост, гимназиски данови, прави и први пријателјства, прави и први љубави, свашта нешто се дешава во тие години. Еве ми куде Љубета баш тога, туј се собирасме, туј не беше центар на овој, и таму игра смо пинг-понг, он има своја стал за пинг-понг. Така да тие години некои на основно на средно образование се ги проведеа со сасвим други спортови. Меѓутим, у тие години негде на мои можеби 11 години, за еден роѓен татко ми купи вазушна пушка. И оно кој се мучки ми дома, деца, ставиш тапу таму, без везе на 5-7 метра, па пуцаш нешто. Толку добро сам го извежбаја тој пушко да го пуцам, не такмичарски, него онакој детски, што можеше да погоду чкорче влакно на 7-8 метра, еве, не е мало 10 метра, ама еве 7-8 метра сигурно. Зашто споминјам 10 метра? Пошто 10 метра е дисциплина на воздушно оружје. Тоа е растојание стандард на кое се такмичи, ама ја на едно 7-8 метра сам погаѓаја у Денарч,
у чкорче, у влакно ставljаше само с кредо ќе забележу, нели, горе и доле за да види отприлike куде и знаеше ga погоду. Па ми беше после досадно, па ќе го земеше пушку с едну руку и онако без с едну руку сам бија доста прецизен. И тој све трае некои 2-3 години. Кад више извежба да пуцам добро, остави го пушку баталигу и никад више не сам С дијеболе, така ли? С дијеболе, Дијеболе, да. С дијеболе. Тога беше оној, отидеш у продавница, купиш пушку, пријавиш го полиција, дајат ти дозволу и имаш пушку. А право занимавање со спорт почна тек после, негде, ја 82 годину лето се земамо с жена ми се јаднако, негде 83 годину имаше еден столе сусам га вика смо, продаваше сусами у кино, исто инвалид беше, Да. одеше специфично, ќе се сетиш ако си бие по кина. Ми ја и мои другари беме по кино у средна школа, сви буквално филмови што се дошли у кино Козе, кино Напредак, у Дом на армија смо ги гледале повеќето од нив. И он продаваше тие сусами и вика, абе, ја тебе да те одведу у едну канцарiju каде ни да спортуеш тамо. Пошто ја, без оглед на моја инвалидност и све, цел живот сам га провеа с лица кои апсолутно не су имале никаква инвалидност. И другари, и девојки, и школу, и све оно натаму. Возија сам мотори, свиреја сам гитару, пушташе косу. Мислам, апсолутно не сам размишљај, у тој време, тоа е благодарение на мои родители, воспитание кои ми го дале. Не сам размислуваја дека сам ја нешто поинако од останати. Тој дека сам поинако од останати га примети прв пат негде прва година во гимназију, нели так починеш да искаш на корза. Дека си усреди школа, Да, па као идеш на корза у чаршија, да. И сега стоиме таму стационирани у чаршија и оно без везе проваѓа девојчиња во оно, ја као се сматрам за лепушка високо во оно све као. Ама некако потешко ми идеше с девојчиња него на мои другари кои у принцип не бева толку под наводници лични или нешто слично. И чудеш што е работа сега глупости без везе, не ми фалеше ни хумор, ни ништо. И тек свати дека уствари јас се соочував с нешто. Значи детски данови апсолутно не сам размишљаја дека имам некаква инвалидност, пречку, попреченост, било што. Играше се нормално на улица с деца и тоа е тој. И после тек сватиш дека си нешто друго, дека на некој начин некако другчие ќе мора да го живиш живот, не ради тоа што ти сакаш, едноставно судбина ти го е тако наметнала. И тој бева сериозно тешки периоди од тој младост. Јас се сеќам дека еден извесен период, неколку месеца се чак и повлече у себе. Имаше доста отсутствие од школу, седеше у моје сопче тамо. Имаше у наш куќу имаме едно сопче тамо горе на втори кат мало. Тој беше некакво сопче на сестру ми прво, па на мене, па на помалу сестру, па на сина ми после, па на ќерко ми. Значи сви млади у тие млади години се изредиме у тој сопче. И затвори се тамо и размишljаше што сви опции ми бева на памет. Значи све сам свашта размишљаја, дури и најцрни сценарија. И после некои 3-4 месеца ќе кажу едно анекдота после. Али добро, нема везе. После 3-4 месеца едноставно свати дека што и да направи, дали ја ќе постои или нема да постои на овој свет, нема да го засега никога надвор од моја фамилија. Дека ако направиш некој штет, ќе направиш на себе, на своје семејство, не и на други, баш ги гајли. И тага свати дека треба уствари, дека свет нема да дојде каде мене, него ја ќе треба да се отвори и да појду у тој свет, похрабро, едноставно да се соочи со сви предизвици и од тој момент, тоа е било негде втора година гимназија, чини ми се. Од тој момент јас сам се комплетно трансформираа како личност. Од еден пут созреа, од еден пут другче ги гледаше, од други аспекти почна да гледам живот и свет. Почна да возам мотори по-интензивно, да свиру гитару, так научи да свиру гитару, друштво, песме, забаве, многу журке, многу шетања натаму навамо. Едноставно, кад се отвори према свет, работа на некој начин се подредива како што треба. Али подршка на родители тега била многу битна и на потесно семејство. Апсолутно. Кад човек упадне у такав, како да кажу, да не употреба некој израз, подршка доаѓа од најблиски. Да. Што викав, глава горе и напред. Апсолутно. Родители, сестре, блиски, другарчиња и така дале.
Да, без оглед на тоа што, например, тој се период кога не си ни правимо веца с никога, едноставно не сакаш да разменуваш овој, наваѓаш се самоизолиран, депресивен, да, на некој начин. Меѓутоа, во свак случај, у ниједан момент не е оставено ван контролу на родители или некој савет на кој што ќе ти пројде низ врата, низ кваку, што викам ја, низ клучалку. Пото што џабе луѓе Бране не викал кога ти е тешко, вика, не се затвора с луѓе го сподели. Да. Муабет, близина с луѓе, комуникација. Видимски, за тој треба некаква храброст, нели? Да споделиш нешто с некога не е толку едноставно. Не е толку едноставно. Еве сега дека имамо трети сегмент, овој кога си разнаел СФРЈ. Тоа ми е прва слика со оружје у руку, воздушна пушка, Аце и Даце, што ги спомна овие две другарчи. Не, Саша и Мешко овој. Аце и Саша и ја. Тој смо овдека пред двор негде туја у моју куќу, док пуца смо на некој тапен, некој не е сликае. Кажи ми, татко ти и мајка ти давали сте подршка у стрелјаштво кога се поштае? Они се ми давали подршка у све. Значи, буквално све. Апсолутно не се мешале у мои избори. Или да ме насочи, као случај, добро е, као данашни родители. Слушай, ти геш у фудбал, тамо су пари. А дете не га бева за фудбал, на две леви ноги. Не, тоа е многу погрешно, да. Да, тоа е апсолутно погрешно. Него едноставно го ставиш да избере, сам да се најде. Ја би веројатно бија пливач кад би у Куманово имало услови за спорт пливање, за базени и така дале. Веројатно би бија у пливање. Да. И порано и сега пливам. Сериозно добро. Еве друга слика. Да, овој се ми први, овој се ми тие први спортски чекори у стрелаштво, так с пушку тој годину. Овој е Митко Фидановски од Битола, Панче Пандилов, еден прославен професор и педагог од Скопје, кој го водеше спорт у Федерацију за спортификација на Голидина. Ова е една девојче од Кочени, Неметрикно го се вика, и ја од тие први гуштерски денови у стрелаштво. Кажи ми, Бране, какво е било стрелјаштво у Куманово ти кога се поштовае? Имаше овакој стрелаштво беше доста развиено. Значи Куманово има познати стрелци. Лиле, Звонко Бошковски, Жути, така дали. Има значи стрелци кои су биле, кои су настапувале на државни првенства на Југославија у тој време. Да не забравимо и Бане Баневски. Бане беше тренер. Че дојде до njega. Да. Кои су дури учествувале и на државни првенства на Југославија и таму се освојувале некои медаљи на државни првенства на Југославија. За жал не сам запознат с нину меѓународна кариера, знам дека некој од нив има Звонко ми кажува дека бие на некои такмичења у Поljsku. Дали се тоа биле репрезентација на Југославија или не знам стварно да не карикирам. Меѓутоа беше развиено, а Бане беше тренер. Бане беше еден од четворица тренери кои у тој време беа пратени у Сараево да заврши виша тренерска школа. Еден само од нима го заврши Стево Крстевски од Скопје, а овие други, колку што знам, Бане, овие негде бева при крај, не знам дали завршива, меѓутоа како педагог и како тренер беше многу окей. И Бане е еден од луѓе кои ми у тој време даде на располагање воздушен пиштол за да може ја да почнам да тренирам. Додуше први години не ми ga даваше ми ga неделју дена пред такмичење и после мораше да го врати назад. С неделју дена тренинг ви не може да направите ништо. Да. Едноставно само да се запознаете малце с оружје и како е Девнишански справи само толку. Нема збор за некаков тренажен процес. Меѓутоа, ја и со тој успеа да тој 84 годину бидно втор на македонско првенство, победиме баш овој Митко што го покажамо преска. Да, победиме он с 2-3 кругчиња над мене. Тој беше мој прв наступ уопште. Знам дека тага испуца 492-3 круга, вајде, тако нешто. И ја беше среќен, радосен. Тој е никакав резултат, апсолутно никакав невреден резултат. Меѓутоа за мене беше вреден, ти беше прв. И ти беше втор у тоа време на републичко првенство. И овој господин Панче Пандилов, овдека, он го водеше спорт и на државни Панче Пандилов, на државни првенства, а овој е Митко, на државни првенства тега, ја мислам дека чак можда и тоа овај слика, ја кад беше втор на првенство, идеше само најдобар. Значи, од сви републики покрајне, осмина победници иде све на државно првенство. Он имаше
нюх на некој начин да препознае некој квалитет каде мене. И поред битка поведеме и мене у Осијек на тој првенство. Тоа беше 84 или 5 година. И ја таму испуца 512 круга. Прв пат еден македонец од лица со инвалидност да стрела над 500 круга резултат, што беше тага рекорд на Македонија овој. И видева они дека уствари тој може да го прави добро. И имаше некој подршка од нима натаму у тој период. Фактички ти си бија у Куманово и повише у Скопје, такој си... Па не, јас сум такмичија за Куманово, ССР и Куманово, Сојуз за спортификација на и си Куманово. путуваја наизменично. Па да, за првенства, за тие работи. Моја работа и поврзаност со Скопје посекојдневна е негде после 94 година, кога се вработи у Сојуз за спортификација на инвалиди на Куманово и мобилност Куманово телесни инвалиди. И ден денес ке работат тие две здруженија. И тега ми почнава некако обврске и према Скопје, особено кога легна у органи на управување на двата републички Ајде, сојузи. да се навратимо на баната. Мене бане ми еден пат останаја прилику, јас сум се еден пат видеа с неја, такој човек беше малку експлозивен, динамичен, Да, темпераментан, као сак ми е улик. да. И све ти кажува директно во очи, он така му е бие стил на разговор. Ми смо... Јас за жал не сум многу... Мислам, мене бане не ми е бија тренер. Да. Јас сам повише у тој сегмент работаја со Звонка Бошковскога у Дом на пионери. Оти куде зонето таму горе, оној кажега стрелиште што беше таму, он нормално ми дозволуваше да тренирам таму, чак ми даваше у почеток на моја кариера и некои савети во однос на дишење, основни совети за стрелаштво, нишански техники и така дале. Све до момент кад негде 1987 годину ја улегна на поширок список на репрезентативци на Југославија. И тага, кога улегна на тој поширок список на репрезентацију, так веќе тренажни задачи и грижа околу мој тренажен процес га прифатива тренери од сојузни тренери. Меѓутоа, напредак, мој скок квалитетен тие години, тај 87, 88, 89 не беше толку значителен. Односно, ја на тренинзи постигнуваше страшно високи резултати, меѓутоа, никако тој да го направи на надпревар. А, пази, еден спортист не се тренира за да биде добар на тренинг, него за да биде добар на надпревар. И сеќам се од едно прилику, селектор тренер ни беше Бранко Јововиќ. Бранко Јововиќ е еден од најпрославени југословенски тренери, збору за здрави, не за инвалиди. Неколку години работеше с нас како селектор у наша репрезентација. Он беше и професор на неколку универзитета у свет, стрелаштво. И седиме во едно прилику на надпревар и ја људ зашто не го постигнаа ни резултат за кој ја очекуваше дека треба да го постигнат околу 560 круга, што ќе беше доста високо. У тој време ниво на светски рекорд. А ја пуцам на меч 20 круга помалку 540, седу на стрелиште горе у бифе и земаја се мно пиво, у тој време пушеше цигаре и он доваѓа од таму, видеме дека сум нервозен, доваѓа и седнуе до мене и вика шта е имењаче, нели, имам Бранко, ја Бранко, шта е имењаче, што си нервозен? Ја викам, како да не сум нервозен, тренер, цело време дома, пуцам такви резултати, овдека не може. И он вика овакој, прво вика да се договориме ја и ти нешто. Баци едно од овие две, значи пиво и цигари. И јас взимам, фрлим го пиво на страна. И он вика, знае сам дека ќе избереш погрешно. Добро. Да кажеш за цигаре прво. Да, треба да се веројатно прво цигари, добро као ја. И вика, слушај, вика да ти кажу нешто, што тебе ти се дешава. И ја гледам. И вика, замисли, вика, војна вежба. Одделив ги на плави и на црвени војници, нели? Ставив ги у некој мумурузно поле и кажи ги нови, ви плави нападате да го освоите мумурузно поле, ви црвени ga браните да не го освои плави. Поделив им маневрску молицiju, санитет, почне вежба, овие одозгора гледав со двогледи официри, и овие се тепав, скакав, пуца, виде санитет, носи ранети, на крај заврши вежба. Не е важно дали овие освоиле или овие одбраниле, не е битно, овој таму горе добие чин, овие таму завршил све. Сега вика, замисли го све исто овој ситуација, ама на војници, наместо да им дадев маневрску муниција, да им дадев боева муниција,
Дали такој храбро ќе скакав и ќе пуцав еден на другага у тој пченкарно поле. И туј заврши прича. Стана човек, отиде си. И мене ми бидна све јасно. Значи, док си на тренинг, ти си растеретен од стрес, растеретен си од притисак. Сви твои максимални перформанси ги искажуваш без проблем. Знаеш дека и да ga утнеш овој тренинг, јутре има нов тренинг. Па на тој ќе бидеш подобар или на следеќи може би постои. Меѓутоа, кога се работи за надпревар, ти имаш датум и таму пишува 9 септември 1992 година е надпревар во возични пиштот на Олимписки игри. И нема друг датум. Тој ден, у толку сат, у 9 савале, ти треба да бидеш максимално подготвен да направиш тоа што треба да направиш како резултат. За да, нели, За да успееш. успееш. Ебра да ги покажеме овие Тоа е слики од разлика. тој период. Да, ово е веќе од репрезентација на Југославија. Јас сум настапувај за две држави. У период од 89 до 92 година за Југославија и после 92 година нааму за Македонија. Ово ми е с југословенски дрес. Ово е Асен, моје прво светско првенство 1990 година. Ово е еден тренер од Словенију. Не ми текме, Јанес Јоже, тако некој се викаше. Тоа сме пред тој академију за спорт. Ова е исто слика од тој период. Ово е доколица помеѓу нели оној тренинзи и такмичења, туи се потпишуваме смо на тие некои дзедови. Еве го репрезентација на Југославија у повише спортови, у автобус. Овдека на следеќу слику. А да кажеме кој се дека? Па овдека е ова кој, само да ја на некој начин го видам малце. Ово е нешто кратки, вика своја кратки, пошто он немаше две ноги и овој. Он е пливач и он с мене заедно у Барселона, јас освои златну медаљу у стрелаштво, он освои пливање. Ово е Роко Микелин, исто такој пливач од Загреб. Ово е Илија Ѓурашиновиќ, пинпонгар од Нови Сад. Ово е Ружица Алексов, моја колешка стрелац со кој освоимо сребрна медаља заедно у овој, кажига, у стрелаштво. И еве, ово е моја прва медаља. Тоа се две исти слики, само ова е малце зумирана. Значи, тоа е репрезентација на Југославија, сребро, моја прва меѓународна медаља, сребрен медал од светско првенство екипно, Симо Кецман, кој 84 година беше параолимписки победник од Њу Јорк, Ружица Алексов, кој исто така беше шампионка каде жене, и ја. Тој беше тим кој на многу првенства постигна многу сериозни успеси и донесе многу медаљи у тој време. И ово е последна слика заедно с репрезентација на Југославија. Тоа е 91 година, првенство у Бриш, у Белгију, европско првенство. Тој су цар Гачиќ Вахид од Босну, тој е Кобилица Захид, он живи сега у Данску, тој е Шоловиќ, Слободан Шоловиќ беше од Краговец, еден исто такој пушкаш. На тој првенство ствари ми беше на мене одскочна даска за Барселона. Сега зашто? Преди тоа што на тој првенство освоимо како тим, Кецман, ја и Ружица, две златни медаљи и у воздушен пиштол и на 50 метра на пиштол слободен избор, а ја поединечно беше, ја мислам, пети на европско првенство. И кад се распадна Југославија, још само да кажу за тој период од Југославија, дека сам бија два пута првак на Југославија, два пута втор последователно у тие 4 години меѓу 88 и 92 година, два пута шампион на државу. И кад се распадна Југославија, односно ми кад искочимо и спортски, нели, с референдум на 8 септември 91 година се одвоимо, ама спортски искочимо у март, април негде 92, пошто нели наша спортистка од Битола Весна Донимагловска, она учествува у југословенска репрезентација на зимски олимписки игри. Тага некако у април месец Драго Шобот, кој беше секретар на Југословенски сојуз за спорт и рекреација и млади, му се яви на нашега секретара за спорт и рекреација Темелко Дојчиновски дека јас сум квалификован с норме за Барселону 92 година, ама они не може да ме пријави пошто више не смо иста држава. И човек беше толку доблесан да му ги пратив сви формулари на нашега секретара на Темелка
и после они ги попунива формулари и пријавуваме да учествува у Барселона. Много добар потез, да. Така имаше и многу фер потез од овојот и ми не знаесмо. Нити јас знам дека се ни поцеја норми, ама немам појма за организацијски работи, како да се тој пријави. Од друга страна, мои од Републички сојуз никад ништо не се пријавувале, оти све е ишло преку централно, преку Југословенски сојуз, сви пријаве. Така да овој ги беше на нима прво искуство. Арно, ама немаше паре. И од целото причу отидемо у тој време беше Министерство за образование и спорт. Балајджиев га водеше како министар сектор, а раководител на сектор спорт беше Таки Чиков. Наш прославен одбојкар. Одбојкар, да. И од тоа време ја го носу билтено на кој чисто срамно детињасто, као па јас сум, вика, добро Бранко, што ти резултати имаш на цену? Па викам, имам ја 2 златни медали од Европско првенство, едно сремо ме гледало, како бе, вика. Ми имамо у Македонија таквога спортиста да не знаемо. Па ја викам, ја не сум, знае дека тој треба сегне да чукам стопани глупости. Да, му га билте, он гледа, ти си бие пети поединечно. Да, бе, пети поединечно. За тебе, вика, треба да најдеме пари. И стварно беше тоа малце комплицирано, меѓутим, благодарение на Совко на Македонија, тага на Пивару, на Лотарију на Македонија, најдева се средства и ја отпутува за Барселона. Значи, неделю дена пред да појде за Барселону, се затвори таа финанска конструкција и ја доби карту. И се пред е многу битно да кажеме од тој период кога си бие интензивно на напревари републички, државни, све више си стекнуваја верба у себе, надминаја си ги тие кризи, сви кои си ги маја, и еве на некој начин преку спорт, преку дружење, ти полок се градиш у јако личност. Да. Па да, тој веројатно се надоврзува едно со друго. Да. Не е можно ви да вложувате пуно енергију во нешто продуктивно, како што е, например, спортска надградба, а да останете ментално или да останете, не знам, на некои други колосеци негативни. Апсолутно не е можно. Оно што сакам да го потенцирам е дека врвни спортисти. Не е важно кој спорт су. Страшно много време посветував на тренинг. Оно што обични луѓе не го знаев. Они на овој медаљу не ги гледаат две страни. Гледаат го само едну страну, но и светло. Нели, кога ќе ви го закачи некој медаљу и као браво и одма иде после следеќи коментар, блазе си ги нашетасва се. Значи, колку работа нити се ми нашетуемо, значи ради тоа што на пример ќе отидеме на првенство 10 дана, еве. 10 дана трае некој првенство олимписки игри, кога су и 20 дана смо таму во олимписко село. Меѓутим, цело време, али комплетно цело време, од сабале до попладне смо на тренинзи, на подготовки, на контроли над превари, особено ако се такмичи в повише дисциплини, а јас сум се такмичи во 3 дисциплини. И онда ти иде 2-3 дана су ти неофицијални тренинзи у сви дисциплини, па трчиш од едно на друго средиште да постигнеш тренинг. После ти доваѓа официјален тренинг у дисциплину, јутрото ден е меч. Па следеќи ден е официјално у друго дисциплину, па меч. Така да останува само 1 до 2 дана. И ми кога ќе отидеме негде, ако ви ја кажу дека у кино смо успеале да отидеме за 25 дана колку беме у овој, да отидеме еден ден да го видиме кинески зид, греота е да бидеш таму, да не отидеш на кинески зид. Гробница на Минг, езеро на тој кралицо таму вештачки ископано со сурки и може да беше еден настан. Имам ги тие слики, ќе ги видиме после. И тоа е било све. Све друго е било олимписко село, стрелиште, олимписко село. И толку. Не смееш да ризикуеш превише да идеш натамо-намо, да не се деси некој воспалителен процес, да не се деси тровање с храна, с пиење. Па ти си уложија 4 години тренинг за отидеш на олимпијада и сега да заради стомачни проблеми, тровање с храна или било што, или да нагазнеш лошо, да стукнеш, да направиш дисторзија или нешто да се деси да ти пропадне. Не, напротив. Ми цело време си фокусиран на тој наступ и док не се заврши тие наступи, нема никакав збор од било каква посета надвор од олимписко само село. Така да, што се тиче шетање е толку, значи 1-2 некои работи ќе видиш или не, а оно е второто што не го гледав. Тоа су 6 сата дневен тренинг, 6 дана у неделју и 11 месеци година. Тоа треба да се издржи. Значи, пази, ја не сум професионалец.
Ја работу професионално, ма сум аматер по статус. Значи од 7 до 3 сам ише на работу. Па од 3 до 7 се работеа дополнително работа, оти малку не бева пари, чува смо деца. Работа број 2. Па негде тамо до 11-12 тренинг и ќе преспију 2-3 сата и ќе отидат па у 7 на работа. Ако се задржат с другари да седнеме на некој пиво, на некој терасу, во тој време Кристал работеше, Да. Куба работеше, Пчела работеше, значи тие неколку локација. Ако отидеме на овој Грци со зелено лимонаду и кремче, кремчики, така е. кремче, да. И ако отидеме тамо на нешто и се задржат с другари сат 2, ја тренирам до 3 саба. Стане мајка ми, Бог да го прости, ќе ми направи едно кафе со Вали пред работа, спиу кафе и отиду. И мало е денови кад сам врзуваја без минут сан 2 дана, 3 дана у овој. Не можеш, ако ги оставиш работа, едноставно све иде надоле, све иде назад. Тој не ga гледа никој. Тој вложен труд никој не го гледа. Ово е слика. Да, тоа е слика. Велко Андрееве, у тој време секретар на Совку, кад ми го дава карту за повеѓање за Барселону, значи ово е негде 23 август, и ја путую за Барселону. Сега, у тој путување имаше една анегдота, две. Една од нива е што Темелко Дојчиновски, овој наш генерален секретар, што го спомна предска, ќе го видиме после на некој слику, он правеше свадбу на сина му. И ја njega доваѓам од дома да го изваду, да отидемо на официјални тие некои приеми, министерство, пред новини, некои интервјуа. И жена му таму се, мам бе Темелкове, не може свадба на дете му правиме, остави га Бранка, ќе дојду. И у тој време, ја кад сам у Барселону и кад га веќе направи успех, таму се завршува свадба и нормално дававме по сви медиуми дека сам освоја златна медаљу. И Темелко на жена му пун себе, жено, за овој дете сам тршаја цело време, за овој, малку се наежи овој. Таму ме пречека Владо Богоевски. Чекай, не може да става Да. медаља. Тој е олимписки. Иако не сум олимпијец, ама ово е голема час. Ово е Владо Богоевски легенда. Сви викав дека е тешка, стварно е тешка, негде Тешка е. 3-400 грама, тешко си ја Але многу е освојува. вредна. Тешко си ја освојува, да. Да, Владо Богоевски. Владо Богоевски тега наш познат одбојкар, спортски работник, сега директор на Македонски олимписки комитет. Он тега работеше у школу за одбојка у Каталуњу и живееше у Барселону, така да он ме пречека таму, али за да ме пречека таму, ја требаше да отиду. И се побаѓаме с авион преко Цирих од овдека и у Цирих ме апсив класично. Двојца полицајци ме уапсива, ради тој што немаше визу за Шпанију, визу за Швајцарску, како транзитну држава, немаше визу. Не ми беа извадиле, оти немало време као да ми извадив, а носу оружје со себе. И буквално беше многу комична ситуација, низ аеродром доаѓа пред авион, не ми дадева да се спушта од авион, дојде прво полициско комбе, ставиме позади решетке, искочиме од тамо, еден полицајец го носи оружје, ја од средину, друг полицајец од другу страну, класично спроведување низ аеродром. До терминал, на терминал ми извадива бординг карту, спроведеваме до друг авион, унутре ме ставива, оружје го дадева коде пилота, за да полету за Барселону. Авион каснеше за Барселону, може сат време, најмалце. Може да замислу какво е било расположение на останати путници кои касни и што све су ми спомињале у тој момент, али тоа беше наистина такво. Да, ово е катедрала на врв на едно брдо у Барселону. Ова е следеќе фамилија Салгада, кој још се гради. Гауди е оставија таму, ама не да го прави само од народни пари, не и од државни пари. Тај следеќе е споменик на Колумбо. Генерално убав град Барселона. Да. Ова е споменик на Колумбо кој покажува у кој правац е Америка, нели оној тој пошија за да го освои Америку и доваѓа момент на надпревар. Сега, ово е битно. Доваѓа момент на надпревар. За жал, мене ми го осветлива филм од тамо. Кад се вратив дека имаше 2-3 филма, сви ми ги осветлива и еве видесте и претходни слики со малку бледи, ама тие бар успеаме да ги извадиме. Оние од стрелиште, пошто е тмно, стрелиште ништо не успеаме да извадиме. И овој слика од Барселона од мој наступ го имам благодарение еднога колега од Јапан, кој ga беше завршија меч и сликаеме после од позади. Значи овдека фали још само еден метак да се упише у табло и да се напише светски рекорд кој го постави тага. Ако може да се види дека сам ја малку различит него што сум данаске, барем у обем, у габарит. Да. Тоа е моментот кад сви завршива,
Кад сви завршива со пуцање, а јас се мучеше со себе да погодуваш едно десетко од последни 3 метка. Зашто? Ја знаеше дека до тога имам резултат од 568, ако сви 3 последни биде в деветки. Ама не знаеше дали е 568 нов светски рекорд или е само израмнет. И едноставно сакаше да погодиш едно десетко за да имам 569 и да бидам сигурен дека тој ќе биде нов светски рекорд. Ако сам веќе туја, ако веќе ми се погоди све, ако веќе мајка ми, Бог да го прости, ми го држеше руку док пуцаше, од ја мислам дека тоа е њона заслуга, дека негде од небо ме е гледала како цела поддршка. Ајде да го направи и тој. И сам ја трениран тој да го направи. Од 3 метка да испуцам центар или 2 е била шала за мене, ама на тренинг. А ово е надпревар. Кажи, бране, конкуренција беше ли силна таа година? Силна, да, свакако. Силна, тој Поред бева текни напреварувачи, па мало. поранешни олимписки шампиони, актуелни светски рекордери, европски светски шампиони, сви бева у конкуренцију. И 15 минута сви завршива, ја буквално у последну минуту го пуцам последен метак и тај беше 9, значи 3 деветки. И ја заврши с 568. Се кажем, тоа е многу битно. Дознаваш резултат, си имаш златну медаљу. Не, немам златна медаља. Мислим, Значи, тоа е квалификација. кога ќе уземеш медаљу, Квалификација завршува. Улете Богоевски унутра, прво дигнаме на руке и збори ми нешто во оној. Честитов ми сви други, меѓу други еден од први ми честита и мој бивши селектор Мичо, еве го. Не, ова е Ова е, пардон. Да. И штом го заврши, он овако честитајќи ми само ми шепна на уво. Немаш време да се радуеш, чекате финале, иди у финалну дворану. И ја отиде у финалну дворану, прашува го Богоевскога колку круга имам предност у однос на другога. Он вика, па ти имаш 568, до тебе има 567, он уствари лоша видеа. И ја иду таму и викам, па добро, што и седу сега у финалну дворану, еш 10 метка треба да се пуца, и у тие задни 10 метка се дели уствари медаља. Иду ја таму и као, ајде, ако до сега пуца фајтерски, ќе продолжи се натаму да исто такој. И од тој момент на екран ги изфрлев имиња и прво моје име искачува Бранимир Ивановски, ИПП, ќе кажу зашто ИПП, а не Македонија, 568, следен Кореја 561, значи ја веќе имам 7 круга над njega, следеќи еден Енглез с 555, тој се веќе 13 круга, Параконјас доаѓа четврти с исто 555, па надоле. 13 круга, устралаштво е многу. И ја тој момент знаеше дека е медаља, ама не знаеше какво. Дали ќе остане, ти може да паднеш, да бидеш втор, да бидеш трет. Али дека ќе ме пројде тај четврти, нема шанса. Така да тој момент ја знаеше дека ќе има медаљу и тој на некој начин влијае на мене да го промену тактику главо одма у тој исти момент. Наместо да иду нападачки, не се ќе иду одбранбено. Се ќе пуцам само чисти деветки за да се задржу, да не може да ме стигне овие, да не направи глупост. Да. И фактички кој го води надпревар, не беше тој некое спектакуларно финале за мене, меѓутоа одржуваше цело време одржуваше доволну дистанцу и у четврти метак корејанец кад пукна шеску, све ми беше јасно дека више и златна медаља нема да ми биде нема да ме избега, тако да додржа до крај, остана разлика. Раконјац од трето место му надокнади 6 круга на второга, скокна пред njega би на втор, а ја останав. И тој су моменти кад ја уствари не умеа да се израдуви како треба. Не се радувак, мислам како малку ти е чудно било можда. Да, значи тој беше толку напорен меч. Ја изгуби тага можеби кило и пол, 2 од тежина. Може да замислите да не пружите ни еден корак, а да изгубите кило и пол од тежина. Мајци ме бева мокри, цел беше жива вода, мокар од напрезање, од пуцање. Едноставно сви доваѓав честитавти. Обично ќе се десеше ја да отидам да им честитам на победници, сега една обратна слика, сви доваѓав кој мене да ми честитав. Све беше окей, враќамо се у Олимписко село. Богоевски не беше туја на прогласување, пошто жена му тој ден доваѓаше од Македонија да го чека, меѓутоа донесе у Олимписко село у собу шампањац. Еве го моментот. Донесе шампањац с овој и еве јас с колеги од бивши тим овдека се частимо за медаљу и натаму овие последователни слики. И так ми се јавља Калински од македонску телевизија. Директно на телефон у апартман у Олимписко село. Веројатно Богоевски им дае контакти, телефони и све што требаше. Јавља ми се и он ми прошуе со се еуфоричен глас.
Бранимир Јовановски освои златен медал, како се чувствува? Ја вика, па добро е. Ете, погодивме си, ја вика, чекај, застани. Абе, дај малку, вика, радуј се, море, што ти е на тебе? Да, ти скромно. Да, ја викам, па чекај, слушај, ја се радуju, ама сега бош дека треба да скакам. Види, сега да го освои тој медал. Ја ќе скршу све. Ќе направо се, оти истину ми го кажа овој мој бивши тренер, овој Миќо Мијатовиќ. Вика, Бранко, радуј се сега. Овој можда еш пут, можда ни еден пут више нема да се деси. Овој е момент на радост, радуј се. А ја го чувствуваше како финале, плод, успешно завршена работа. Нешто за што сам 13-7 години, 10 години, нешто за што сам работаја и ментално и физички, нешто за што сам запоставија и семејство, и другари, и школу, и бизнис, и све, едноставно, еве, дојде оствари. Мисли, тој е остварил овај медалја. Само осеќај кога се качиш на победничко постолје многу емотиван и човек не знае што да прави од радост. Имам ту едну такву слика, ама за жал е многу од далеко сликана. Многу е од далеко сликана, негде ту е беше. Ајде, можда ќе го најдеме после. Да, и момент на прогласување беше исто интересно. Тоа е веќе доваѓање од... Да, стављај го медаљу и ти што осеќаш? Да. Прво не сакасвате еден да не ги даде медаљи, почна да врне киша. И пошто врнеше киша, као, ајде медаљи ќе ви ги дадемо јутре. Кој е јутре, човече? Ми се сви побунимо, тој што беме освојачи на медаљи. Абе, не киша да пада, град да пада, не знам да се руши, ово, ми ги сакаме медаљи сега. И организатор одлучива да не ги даде медаљи у тој момент тага. Дадева ни ги, кад си ga чуете ваше име на преко официјалnog спикера, кад ќе дојде во официјална лица да ви го закачува медаљу, тоа е еден момент кад ви цело време проваѓав трпке, морнице, низ тело, еве и сега ми проваѓа веќе. Тоа е еден момент на самоактуализација кад сваќате дека сте на врв на свет, дека сви ги гледате од озгор на надоле. Момент кад нема повисок од вас, кад не постои ништо више што би могале да дофатите, освен втор пут да видите олимписки шампион. Мисля, тој веројатно би вие течен. Јас за жал не успеа, иако сам биел у пуно финалење после тој, али никад више до медаљу на олимписки игре. Али е тој стварно еден прекрасен момент кој остане у трајни сеќавање.